58 бегалци и мигранти се во моментот стационирани во транзитните центри во земјава, а 32 од нив бараат азил. Од УНХЦР велат дека бројката се менува на дневно ниво, бидејќи понатаму се забележуваат нелегални движења. На сите оние кои ќе се одлучат да останат во земјава и побараат помош, истата ја добиваат не само од хуманитарен аспект, туку и од правен, со цел соодветна правна заштита. Овие денови, па и месеци наназад, отприлика константно е горе-долу тука, околу 50 на лица, во највисоките бројки е толку, околу се движи до 50 на лица секој ден. Со тоа што мораме да истакнеме дека се уште постои нерегуларно движење низ земјата и секако ние сме постојано на терен, ги следиме состојбите, се обидуваме и успеваме да пристапиме до тие лица, да им обезбедиме некоја основна хуманитарна помош и секако бесплатно правно советување од страна на партнери кои што соработуваме ние со нив и од страна на нашите вработени, со цел доколку имаат потреба од меѓународна заштита да можат да пристапат до системот за азил, да побараат азил во државата. УНХЦР дава дополнителни препораки поврзани со потребата да се зголеми солидарноста помеѓу државите во Европа и со државите на прв азил и транзит, со цел да се зајакне квалитетот на прифатот, посебно за непридружуваните и разделени деца и жртви кои преживеале сексуално и родово засновано насилство, и со цел подобро да се заштитат децата.